Одложени летови од Скопскиот аеродром, посебни совети за возачите, густата магла во поголемиот дел од Македонија доведе до ниска видливост, а појавата на слана и мраз дополнително го зголемуваат ризикот при возење. Метеоролозите апелираат до сите учесници во сообраќајот да бидат крајно внимателни и да ја прилагат брзината на возење според условите на патот. Поради густата магла, сите утренски летови од Скопскиот аеродром беа откажани. Поради маглата која и денеска е присутна во Скопската котлина, на меѓународниот аеродром Скопје има намалена видливост, што резултираше во периодот на полноќ до 12 часот на пладне, авиокомпаниите да откажат 20 лета и да пренасочат еден лет. Со оглед на тоа што временските услови се менуваат, постојано и секоја авиокомпанија има свој праг на толеранција на намалена видливост. Апелираме до сите патници да ги следат информациите и насоките за нивните летови кои ги добиваат од нивната авиокомпанија. За патниците и јавноста повторуваме: меѓународниот аеродром Скопје не е затворен. Покрај густата магла и загадениот воздух придонесе, тешко да се диша денеска во Скопје. Главниот град из утрината се најде на врвот на листата на најзагадени градови во Европа, а на 21-то место во светот. Во сила ситните мерки против аерозагадувањето, Министерството за животна средина ги активираше протоколите за заштита на здравјето на граѓаните, со посебен фокус на ранливите категории, пулмолозите со апел до сите граѓани, ако немаат hitна потреба, да не излегуваат надвор. Аерозагадувањето овие денови е многу високо, би дал неколку мерки, прво лични мерки, да се избегува престојно отворено кога загадувањето е високо, особено во раните утрински часови и вечерните часови. Ако веќе мора да се излегува, да се носи особено маска N95 заради смогот и високото аерозагадување. Посебно да не се вежба на отворено за време кога концентрацијата да PM частичките 10,2,5 се високи. По престој надвор, ако се враќаме, да се измие лицето и рацето. Да се користи што повеќе вода, течности и витамини. Според директорот на пулмологија Оливер Зафировски, треба да се внимава и на исхраната, односно да се конзумираат што е можно повеќе витамини. Во периодот кога загадувањето е поголемо, да се користат, ако може, прочистувачи на воздух со HEPA филтер, исто така да не се пуши во затворен простор, посебно кога има деца таму. Да не се користат и со чврсти горива, као јагрен, кога има надвор исто така загадување. Оно што е битно во нас е исхраната, да се зема што повеќе витамини, овоќе, зеленчук, кои што секако позитивно влијаат на нашето здравје. Особено лицата со астми, срце и галделни заболувања, да ги следат советите на лекар. Загадувањето во главниот град е деценески проблем, особено во зимскиот период и во време трењето на грејната сезона. Маглата ќе го покрива Скопје до среда. Управата за хидрометеоролошки работи веќе од четврток најавува дожд и снег на повисоките места.